Јасно. Сега се осврнуваме конкретно на вашиот дел, не на целиот заем од 6 милиарди евра, меѓутоа на тие 2 милиарди начални првично. Така се спомнати. Првично имаме ние во моментов една траса, една линија, една пруга, која што освен самата линија на пругата нема да остане ништо. Ќе биде во страшно лоша состојба, не е обрнувано внимание на пругата декади, а не години. Таа ќе биде целосно заменета. И кога добиеме нова со 160 км на час максимална брзина за патничкиот и за товарниот 120. Кога веќе го имаме оваа траса, ќе се трудиме да биде уште една траса паралелно со оваа, заради тоа што веќе ние низ користење на оваа пруга ги знаеме и геолошките и геомеханичките истражувања, го знаеме теренот и многу полесно е на веќе познат терен, каде што низ години би имало и санации, ремонти, реконструкции, како да се однесуваме и најдоброто решение и најбрзото е да биде паралелна пруга со постоечката пруга. Од некои средни цени што ние како инфраструктура со нашите колеги сме ги разработували, дојдовме до некоја сума дека можеби до максимални 2 милиони евра, 2 милиарди се извинувам, би стигнало чинењето на оваа пруга. Тоа тука важи и реконструкцијата и новата пруга? Комплетно, да, и сигнализација, електрификација.